Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј денеска е во Скопје, само еден ден по посетата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа вчера ја потврди Европската еднина на Западен Балкан, но во исто време се појави документ на Унијата во кој се изразува сомнеш за проширувањето. Нашата Тамара Гранчаровска е пред Министерството за надворешни работи со министерот Бујар Османи, кој треба да ги расчисти овие дилеми. Тамара, повелете. Токму така, Марија, после неколку месечно затише и стагнација, ако може да се каже, околу прашањето за проширувањето, вчера и денеска низа од ставови и пораки од Брисел, и позитивни, и помалку позитивни, токму по тоа прашање. Каде се движи Европската унија по прашањето на проширувањето и во тој контекст проширувањето на Македонија, поточно пристапувањето и стартот на преговорите со Европската унија. Овие дилеми кои ги отворија, овие пораки кои стигаат од Брисел, ги расчистуваме, поточно ќе побараме одговор во разговорот со министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи. Добар ден, господине Османи, и еве првото прашање и актуелното кое беше денеска. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј последна недела откако беше во Софија дојде во Скопје, нема пресконференција, нема изјави, дали донесе нови идеи некакви или пораки од Бугарија за надминување на ветото? Видете, независно што во Република Бугарија ќе има избори, односно предстојат избори, постојано констатирам дека ние овој период треба да го користиме за да направиме подготовки за евентуален исчекор веднаш после изборите. Овој став го споделуваат и нашите партнери и пријатели. И затоа и во овој период и ние на билатерална основа, двете министерства комуницираме, разменуваме идеи, се обидуваме да ги надминеме разликите, меѓутоа и нашите партнери, па и комисијата се обидува на овој начин преку овој тип на дипломатски активности, посета на Софија, посета на Скопје, да се погледнат размислувањата на двете страни и евентуално да се придонесе со некои нови идеи. Така да сумирам, гледајте го овој период како период на подготовки за евентуален исчекор веднаш после завршување на изборите, бидејќи тогаш се појавува еден прозорец во декември пред завршување на ова календарска година, завршување на изборите, за да направиме евентуален исчекор. Значи, тој е нашиот таргет за следниот период, без при тоа да се обидам да ги зголемам очекувањата на граѓаните, бидејќи минатото покажа дека и кога бевме многу блиску, не можевме да дојдеме до решение. Меѓутоа, тоа е наша работа, наша задача, си имаме наши цели и си утврдуваме динамика. Не откривате пораката на Вархеј, но на што се должи тогаш оптимизмот на премиерот Заев, кој вчера кажа дека од Бугарија по прашањето на идентитетските прашања стигаат позитивни пораки. Дали тоа значи дека Бугарија, ставот на Бугарија, дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет пред 44-та не постоели се вештачки, се менува? Видете, се додека нема отфрлување од страна на Република Бугарија на предлогот на претседателството, и германското, и португалското, па и сега словенечкото по однос на прашањето на јазикот, по однос на други прашања, и тоа влева оптимизам дека може да се најде решение, затоа што самиот предлог е добра основа за надминување на разликите. Предпоставувам во тој контекст го кажува тоа и премиерот, ние разговараме билатерално за начините на забрзување на имплементацијата на договорот, меѓутоа одредени прашања се разговараат само воз основа на предлогот на претседателството, но не и на билатерална основа. Дали може тогаш да констатираме дека нема поместување околу идентитетските прашања од Бугарија, поточно тоа негирање на јазикот на идентитетот после пред 44-та? Ние сметаме дека идентитетските прашања, како што се регулирани во предлогот на претседателството, се добра основа за надминување на разликите. Бугарија тоа не го отфрлува како предлог, меѓутоа немаме се уште договор ниту во Европската унија по однос на тоа како ќе биде преговарачката рамка и во однос на прашањето на името и по однос на прашањето на јазикот. Затоа велам, ова е корпус на прашања кои што остануваат како предлог на претседателството, кој што треба да се разговара, но во делот на забрзување на имплементација на договорот за пријателство, тука се разменуваат идеи на билатерална основа. Тоа се двете траектории на кои што се одвиваат разговорите во моментот. Кога сме кај Бугарија, денеска таму стигна протестна нота околу менување на надпис на надгробен споменик од 1904 година во Прилепско село.
место за кое Бугарија тврди дека е бугарски споменик. Дали одговоривте на нотата и што ќе одговорите? Не, денеска беше повикан нашиот вршител на должност во Софија во Министерството за надворешни работи, на кој што му беше предадено ова нота. Ние тоа го разгледуваме. Јас планирам и да направам состанок и со бугарските здруженија овде, за да ги слушнам нивните размислувања, бидејќи гледам дека јавно се изјаснуваат по однос на овие прашања. Сум кажал и во неколку наврати, слободно е отворена е вратата на Министерството за секој граѓанин од било која етничка припадност да ги искаже своите ставови, бидејќи државата гарантира слобода на искажување на идентитетските, културните права на сите граѓани во државата, така да го разгледаме случајот, па ќе дадеме став за што се работи. Но изминатиот период за честија протестните ноти од Бугарија, дали ги толкувате како притисок или можеби ете стратегија да се покаже дека Македонија не е кооперативна или дека не го спроведува договорот од 2017? Можеби и обид за потврда на тезата дека Република Северна Македонија дискриминаторски се однесува кон граѓани од одредена етничка припадност. Јас се обидувам да констатирам такви состојби. До сега не сум наишол на такви состојби во кои државата се однесува поинакво кон една етничка заедница или кон друга во делот на искажување на културните, во делот на идентитетските атрибути, но еве оставам простор доколку има такви прашања слободно нека се обратат заедниците на бугарите во, односно асоциациите на бугарите во државата или било кој граѓанин, за да можеме да разгледаме и да видиме што можеме да помогнеме да секој граѓанин има право да ги искаже своите културни и идентитетски атрибути. Се вратиме на пораките кои стигаат од Брисел. За време на посетата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера и незината порака дека Европската комисија до крајот на годината прави напори да почнат преговорите и со Македонија и со Албанија, поточно меѓувладините конференции, а истовремено од дипломатски канали внатрешни документи на Европската унија се реферуваат во медиумите дека Европската унија не може повеќе да гарантира членство на земјите од Западен Балкан. Денеска тоа беше направено и со безвизниот режим, поточно беше проблематизиран на ист начин со внатрешни документи на Европската унија кои се вадат преку медиумите. Како го толкувате ова? Значи, одлуката да Западен Балкан има јасна перспектива за полноправно членство во Европската унија е дадена првпат во 2003 година на самитот во Солун. Од таа година постојано се повторува на секој самит, вклучувајќи последно и на Загребскиот самит. И вчера претседателката на Европската комисија јасно, недвосмислено го повтори уште еднаш во Скопје дека иднината е во Европската унија. И тоа не треба да го потцениме, независно што оваа динамика е поспора, затоа што не секој регион ја има оваа понуда. Ние треба да бидеме прво срекни дека како регион имаме понуда отворена за членство во Европската унија. Се разбира, евроскептицизмот не е ново прашање во Европската унија и како се менуваат внатрешните динамики во земјите членки, така и се влошуваат некогаш тие состојби. Меѓутоа, секогаш Европската унија излегла посилна после надминување, после таквите кризи на прашањето на проширувањето. Така да мислам дека не треба воопшто да се дефокусираме. Да, има одредена дебата по однос на тоа дали зборот проширување треба да стои на заедничката декларација во Љубљана, меѓутоа тоа не го менува ставот консензуален на Европската унија дека иднината на Западен Балкан е во Европската унија. Ние веќе сме во процес на асоциација. Ние имаме трговска асоциација со Европската унија, ние имаме безвизен режим, ние имаме комуникација и транспозиција на европското законодавство. Останува прашањето на преговорите за да може да го финализираме тој процес. Пред да се одјавиме едно многу кратко прашање и многу краток одговор. Што е поверојатно да испорача Европската унија до декември? Продолжување на процесот на проширување или негово напуштање? Мислам дека негово напуштање нема да има, тоа сум сигурен, бидејќи Западниот Европа не може да биде комплетирана без парчето што недостасува, а тоа е Западниот Балкан. Не можам да кажам дали ќе се постигне консензус во декември. Во нашите акцијски планови таргет ни е декември како прозорец на можности. Ви благодарам на разговорот, министре Османи. Марија, ете, слушнавме, значи не се откриваат пораките од врхи, а Европската агенда на Македонија продолжува и министерот се надева дека таа нема да биде напуштена од Европската унија и покрај се сите оние најави од внатре што стигаат неофицијални од Брисел. Марија? Тамара Гранчаровска разговараше со министерот за надворешни Бујар Османи.